и некои други гости кои ќе ни кажат нешто повеќе за нивните активности. Најпред директорот на клубот, господин Владко Гаврилов. Благодарам, јас сакам да искористам оваа прилика да преко каналот Кобра да ги поздравам гледачите и да посакам атмосферата уште повеќе да ја подигнеме во онај дух како што го има нашиот граѓанин, нашиот навивач, и воедно да таа прилика ја искористам да соопштам дека сите подготовки во однос на првиот меч во Купот на европски шампиони идат по план, а имаме една пријатна прилика да веќе што викаме нашите спонзори се јавуват со своји одредени доприноси, прилози према борачкиот клуб, за да можат да помогнат да што по-репрезентативно, што по-достоинствено нашиот клуб, нашиот шампион, нашата држава ја представи во Купот на европските шампиони, и јас верувам дека тоа ќе биде еден мал пострек према нашите борачи да уште еднаш пред нашата публика ги задоволат нашите желби. Дали може да слушнеме, да видиме пред нас веќе гледаме опремата што ќе биде подарено од спонзорот, нешто повеќе за самиот спонзор? Па задоволство е овака една желба од фирмата Technox Machinery Скопје, која прва се одзва со самиот дознавање дека нашиот клуб Бучим Јака иде во првото коло на Купот на европските шампиони, се надпревара. Први изразија спремност, сакат со ова опрема денеска гледачите што ја гледат, да први допринесат со една изуzetна квалитетна опрема, да помогнат на клубот, да што по-репрезентативно го представува клубот, ја представува нашата земја. И јас би рекол да изразувам таа прилика, ја користам да изразам една благодарност према фирмата Technox Machinery Скопје, да со една желба да ни бидат гости и на првиот меч, да заедно со нас навиваат за нашиот клуб, за нашата боја, а верувам дека и во реванш над преварот во Наполи, тоа резултатот кој ќе го постигнеме овде во Радовиш ќе биде доволен да идеме во наредното коло. Другиот момент, тука е мојот соработник Кирче Сусинов, господинот Жика Петрович, јас сакам да го поздравам. И на мене ми е задоволство што како на директор на клубот, основната желба што имав како директор на клубот, да дадам удел во допринос во овој наш клуб кој е на највисоко ниво во земјата во борачките спортови и кој може на европско и светско ниво да не застапува. Приликата е корисна што председателот Кирчо Сусинов со примањето на ова опрема за клубот да помогне, да му помогнам и така натаму пред борачите, пред управата. Еве, покажеме дека не сме заборавени од многу наши фирми, спонзори и така натаму. Ќе го искористиме и присуството, почитувани гледачи, како што најавив и председателот на клубот, на борачкиот клуб Бучим Јака, господинот Кирчо Сусинов, самиот тој ќе ни каже и за овој значаен момент што е денеска спонзорот, за самиот спонзор, како и за последните организациони работи околу настапот во првото коло овде во нашиот град. Најнапред да кажем дека во повеќе прилики досега во последно време имавме можност да ја запознаеме нашата јавност, и таа е доволно запознаена, поготово спортската јавност во општината и во републиката, дека ние еве како клуб се надпреваруваме во Купот на европските шампиони. По тој повод ние ги преземаме сите активности, како што каже директорот на клубот, господин Владко Гаврилов. Меѓутоа сакам во оваа прилика да кажам и неколку збора дека тоа представува не секојдневен настан, тоа ќе биде еден спектакл за Радовиш. Ние можеби како радовишани, како љубители на спортот, се уште не сме свесни за тоа, што тоа значи да еден наш клуб од Радовиш учествува во Купот на европските шампиони. Тоа ретко се случува на било која спортска екипа од Македонија, и користам оваа можност да ги поканам сите љубители на спортот во општината и пошироко и од републиката да присуствуваат на тој настан, на тој спектакл, и верувам дека нашата екипа нема да ги разочара. Ние се подготвуваме на сите полиња, и спортски и финансиски, макар да не е лесно, меѓутоа се надевам дека во колку
успееме со италијанскиот шампион да избориме поволен резултат, во што лично сум убеден, иако нашите противници се многу силни, во јавноста превладува некој мислење дека италијаните во борењето не се многу јаки. Јас имав можност да ги гледам на Европското првенство во Рим минатата година. Тие се многу силни. Многу силни. Во своите редови имат многу репрезентативци на Италија. И Италија во последно време зема подем во овој спорт, така да нашата задача е многу тешка. Најсериозно сите треба да ја прифатиме работата од раководство на клубот, од борачите и во крајна линија најмногу од нашите верни навивачи. Се надевам дека можеме оваа препрека да ја поминеме. Во колку тоа се случи, јас се надевам во тоа, ние во второто коло малце ќе разговараме, нели, уште еден пат, ќе биде малку полесно за нас. Ја користам оваа можност, исто, како што кажа и директор на клубот Владко Гаврилов, да им заблагодарам на вакви добронамерни спонзори. Се надевам дека нема да бидат единствени, да им заблагодарам на нивниот удел и нивната желба да ни помогнат. Се надевам дека и од нашиот град ќе се јават одредени фирми со своји спонзорства, кога на еден начин ќе сватат дека борењето во Радовиш е нешто над сите спортови. Тоа е врвно достигнување. Овој град е 4 години првак на Македонија во борење. Значи, дека ние мораме како град и пошироко борењето да го поддржуваме. Затоа што тоа ќе бидат не секојдневни настани. Ние испоставивме и воспоставивме контакти и со македонска телевизија да се врши директен пренос. Се надам дека во тоа ќе успееме, ќе се врши директен пренос, со тоа ќе се овој спорт уште еднаш афирмира и надвор од границите на нашата држава. Така да се надевам и би бил среќен на крајот, еве, и со вашата телевизија, и со нашите верни симпатизери, и со нашите борачи, да прославиме еден успех во кој, да ви кажам, не се сомневам. Оваа опрема што ја видовте пред малку, почитувани гледачи, како што рече и директорот на клубот, е од првиот спонзор за Купот на шампионите. Тоа е фирмата Технокс машинерија од Скопје, а ние ќе поразговараме накратко со представникот на таа фирма, господин Жика Петрович. Кој беше вашиот основен мотив, вака што се јавите како спонзор на боречкиот клуб Бучим Јак? Pre svega, meni je izuzetna čast i veliko zadovoljstvo da danas na Dan rudara Makedonije u ime Teknos Machinery i u ime firme Teknos Trading Lugano da vam uručim i doprinesem da vaš sport nastavi sa tradicijom uspešnosti u hrvatskom sportu, sa željom da u jednom sportskom duhu vaši takmičari osvajaju dalje medalje i da afirmišu kako sebe lično, tako da brane boje ovog kluba, a i da afirmišu sport Makedonije u Evropi i šire. Znate, privreda i sport po meni uvijek idu zajedno. I meni je baš drago da je naša firma među prvima sponsor vašeg kluba, hrvatskog kluba Bučim Jaka iz Radoviša i nadam se da će takmičari vratiti svom gradu i doneti dobre rezultate kako na domaćoj, tako i na svetskoj sceni. Danas neko reče da u zdravom telu zdrav duh, nadam se da je vaša privreda i vaš rudnik sa kojim mi već dugo godina vrlo dobro sarađujemo i nadamo se da ćemo uspešno sarađivati u perspektivi, postiže zaista izvanredne rezultate u proizvodnji. Očekujemo to da i sportisti pokažu na sportskom planu. Hvala. Почитувани гледачи, го слушнавте и представникот на Технокс машинерија, кој навистина оваа опрема што можете цело време низ нашиот разговор да ја видите, сигурно ќе им биде и голем подстрек на самите борачи на борачкиот клуб Бучим Јак. На крајот им се заблагодарувам уште еднаш на директорот на клубот и на председателот на клубот, еве што беа со нас, и дека следниви денови, наредниви денови се до сабота ќе имаме можност почесто да се гледаме и да разговараме. Како што реков и на почетокот, тензијата од момент на момент се повеќе расте, а некаде таму петок навечер ќе ја добие сигурно кулминацијата пред овој настап во Купот на шампионите. Благодарам.
Се надеваме дека во сабота навечер ќе биде кулминацијата кога ќе поведеме италијаните како што очекуваме.